Учениците жртви на политиката. Партиските препирања дефинитивно го одложија стартот на новата учебна година. Наместо на 1 септември, дечињата најрано ќе седнат во училишните клупи кон средината на следниот месец, но само доколку во меѓувреме собранието ги изгласа измените на Законот за образование. Од МОН велат, законските измени веќе се подготвуваат. Очекувам дека една од првите точки кои ќе бидат на дневен ред на новото собрание ќе биде измените и дополнувањето на Законот за основно и средно образование. Кога тоа ќе се случи, не можеме точно да предвидиме. Мислиме дека тоа тешко дека ќе се случи до 1 септември, меѓутоа не е ништо ни страшно ни опасно доколку се пролонгира до средината на септември. Учениците од 1 до 3 одделение дефинитивно ќе следат настава во училиште. Физичко присуство ќе има и за учениците од руралните средини, каде тоа го дозволува епидемиолошката состојба. Сите други ќе учат од дома. Ако денес во некоја општина нема заразени, можеби утре ќе се појави нов кластер. Затоа јас знам и верувам дека сите училишта се спремаат и се подготвуваат за двата вида настава. Тука и Министерството за образование и Министерството за информатичко општество помага да ги оспособиме училиштата да бидат подготвени и за настава со физичко присуство, меѓутоа и за настава со учење од дома, односно преку информатичко-комуникацијска технологија. Скратено ќе биде и времетраењето на школскиот час, 30 минути за основците и 35 за средношколците. Законските измени на владина седница ќе се најдат в понеделник.